Целта на проектот е да ги мотивира децата и родителите роми да бидат редовни во основно образование. За прв пат во Република Македонија имаме еден ваков проект, кој што овозможува стипендии за деца од прво до трето оделение во основно образование. Да ви кажам искрено, проектот е успешен. Многумина од децата кои што произлегуваат од социјално загрозени семејства, затоа што овој проект ги опфаќа токму тие семејства, голем број од децата се редовни во училиште. Освен тоа што се редовни, имаат и стекнато квалитетно знаење и неретко слушаме пофалби од училиштата, од наставниците, слушаме дека децата се активни на работилниците, на активностите кои училиштата ги реализираат. Всушност, тоа е и целта на проектот, да им овозможи да помогне на семејството да се подобрат условите да децата роми бидат во училиште. Од моето лично искуство, до сега 25 години работам во тоа училиште. Јас, за овие сегашната генерација, имаше 4 ученика кои што до пред да тргнат на училиште не може да зборуваат освен тато и мама и ништо друго. Може би за вас ќе биде интересно, може би не, за мене е права вистина. Јас учениците во летниот период ги свикувам кај мене дома, во домашни услови, во дворот, во градината, и ги учат да зборуваат. Буквално ги учат да зборуваат. Јас не знам ромски, но ги учат да македонски. Инаку, учениците кои што постигуваат во нашето училиште, немаат разлика македонци дали се православни или се роми. Заеднички служат, заеднички играат, заеднички постигнуваат резултати, си помагаат едни на други, како и возрастните. Со тоа се гордам, со тоа мислам дека ќе иде и напред. Од мене толку. Благодарам. Јас сум родител, мојот родител е сега првче. И кога зборуваме за редовност, јас се чувам мојот родител е редовно, но не само за стипендија. Значи, сакам да биде детето редовно, за да научи, за утре, кога ќе премине во друго оделение, да има знаење, за да му биде полесно и за родител, полесно и за наставникот и за детето. Инаку, кога сме видите стипендиите, тие помагаат, благодарни сме што има такви институции, зашто има во нашата држава семејства кои стварно им треба рака помош. И ние како родители треба да се трудиме нашите деца да ги паќаме редовно на училиште и застанати без никакво оправдание да не прават, да ги поттикнуваме да учат, да им ставиме една цел дека училиштето не е нешто страшно. Училиштето е еден дом каде ќе научат да комуницираат со луѓето и утре ќе им биде една отскочна даска да успеат во животот. Во нашето село, затоа училиште, наставничката е одлична, јас сум многу благодарен од неа. Ги гледа децата, значи еднакво нема во нашето место нема поделеност македонци и роми. Досега задоволен сум од постигнатото помеѓу мојот ученик и наставничката. И тоа. Благодарам. Да, сам да кажа дека наставниците и меѓу децата нема никаква разлика. Значи не се е случило наставник да подели дете, например, без разлика дали е ромско или чешко или македонско. Сите се заедно, значи сите сакаме нашите деца да учат
да се редовно, кога ќе има, например, ситуација дека мора детето да е дома, значи мора да се и дома, не мора редовно секој ден час. Например, сад, поради епидемијата која имахме, јас имам лично за мој случај, значи, како да го кажат, мога да кажа дека скоро 2 месеца преку како што ја поминаваме со таа корона, мисля со фамилијарно, поради това детето не ми беше редовно на школа. А не, например, заради стипендија или заради нешто, дека мора да ги пратиме децата. Значи, секој родител сака детето нешто да постигне. За, например, ние од самите себе си гледаме, значи, до кој степен сме, тие што не сме учили, например, на мен. Понапред не имам стипендија за да ме прати мојата мајка на школа. Јас съм се чудела на школа, јас сакам моето дете да заврши школа. А не, например, заради некој како што ви кажа дека се закани или дека морално, не е морално, ништо значи. Стипендијата нема мене да ме накара јас моето дете да го пратам на школа. Значи, јас што сакам моето дете да учи, не само за моето да си точно. Директор, заедно с директор, заедно с наставниците, значи служителите од училиштето одат да ја будат мајката, за да може да ги разбери децата, за да ги испрати на училище. Се пак иначе, битната цел е ветираността на родителите. За жал, значи ние во изминатиот период бевме општина која што имаше 0 деца на осипување, 100% вклученост во основното и во средното образование. Дали стипендијата е стил? Ако знаеме дека просечно за едно семејство е 34.000 за 4 члена семејство, колку може една стипендијичка од не знам колку 200 евра годишно да биде стил? Имаме традиција да се гордеме, да ја задржиме, ама и да ја напредиме. И да бидеме гласни. Образовен медијатор е предвидено да биде вработено лице, кое што има опис и попис на работно место. Во секое време да знаеме кога ќе го најдеме во училиштето и зашто ќе го бараме. И исто така да биде линк при што стручниот кадар, ако има некој проблем, да го испрати, да направи едно портфолио за семејството, па тогаш да се обрати до граѓанските организации, за ние да можеме да помогнеме за семејството, да испримаме по прашина и да се продолжи. Се гордеем. Јас како образовен медијатор сакам да ги пофалам и двете општински училишта, и Ванчо Пројке, и Свети Климент, директорите, стручно-педагошката служба. Имаме перфектна комуникација со сите. Сите се залагаат за сите деца да бидат вклучени во образовниот процес, но ипак ќе ги одделиме дел од родителите. Мислам дека ипак поставаме акцентот на родителите, дека кривицата за децата што не се вклучени во образовниот процес е токму поради нив. Имаме смешни оправданија кои ги повикаме, знаат да се снајдат во секој еден поглед кога ќе стигне некоја покана за советување, пошто само кога имаме некоја реално ќе зборува, вистината ќе зборува, кога имаме покана до родители за советување, само тогаш се јават, и кога имаме некоја како да кажам, кога ќе ги пријавиме кај инспектор со закани и со заплашување, тогаш ќе се јават родителите и само тогаш ќе има интерес за да бидат нивните деца да се вклучат во настава. И кога се тоа случува една недела, децата доаѓаат, јас како образовен медијатор и педагошката служба се јавуваме и телефонски, и дома имаме идено, знаат и наставниците и стручно-педагошката служба и директорите се сведоци за тоа. Сите даваме секакви отпори за децата да бидат вклучени. Ете, сега ќе дадам пример. Учениците имаме сега запишување и преводеничиња, веќе имаме запишено околу 7-8 дечиња роми, другите се македонци, албанци немаме во делчето, но имаме во секој вид. Како може македонците сите да бидат запишани во училиште, 80% од родителите ги имат вклучено нивните деца во образовен процес, а роми имаме запишено од 10 ученици 5. Каде се другите 5? Некои се иселили, некои не сека да го запишат неговото дете. Малко е до комуникација со родителите и со. Значи, ние ги прошаме да не научат да година да им шапи физичност.
вели, може би и вас неща учите. Меѓутоа знаете дека училиштата ќе бидат отворени за сорадник седнеш. Во пандемијата, што не е и ваша вина, не е и наша вина, бевме ограничени, јас се разбирам вашата неможност, меѓутоа ова да не продолжи со отменените учебни години. Ве молам, пораката е од нас сите заедно да учим,